Добро вечер. Четврток, 22 часот. Време за емисија во центар на YouTube. Јас сум Васко Евтов, почитувани гледачи, а вие сте на вистинското место. Зошто? Бидејќи во наredните 57-58 минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Вечер ви имаме едно интервју, многу интересно, интервју кој мене многу ми се допаѓа, интервју со Владимир Куновски. За еден дел од македонската јавност може би е непознат, меѓутоа кога ќе ви кажам дека станува збор за второ обвинетиот во палењето на канцеларијата на Ѓорги Иванов во времето на Шарената револуција, еден од основачите на партијата Левица, човекот кој е избркан од партијата Левица, кој се суди и со Димитар Апасиев и со Здравко Савевски, а ние многу малку знаеме за Левица. Знаете, знаеме за Левица толку колку што знаеме за Северна Кореја. Дури за Северна Кореја понекогаш кога добиеме некоја информација што се случува во Левица или што се случувало во Левица, ние многу малку знаеме. Прв пат сега ќе имаме можност, ајде да речеме некоја емисија Балканите алишта или досие Балканите алишта или тоа што Балкано се случувало во Левица, како е формирана Левица, конфликтот на 3 или на 4 структури, тој е Владимир Куновски. Човекот кој велам требаше да лежи 5 години затвор или да добие 5 годишна затворска казна за палењето на канцеларијата на Ѓорги Иванов. Во 2 судски инстанции има ослободителна пресуда, како што сами одвели за 1 месец, очекува ослободителна пресуда и на апелација. Ги знае работите во Левица, учествувал во формирање на Левица, учествувал во Шарената револуција, како што сами одвели, негов е лозунгот со пенкало да се сруши режим, сега е разочаран и од тој и од овој режим, значи моја крвна група, и човек кој заслужува да му се дадат 50-51 минута. Во интервјуто има многу пикантни, многу ексклузивни работи. Останете со нас, погледнете го интервјуто, сигурно нема да зажалите. Обично избегнувам да дебатирам за Левица или да анализирам што прави Левица, што прави Димитар Апасиев, бидејќи станува збор за една млада политичка партија, сметам дека треба да им се даде шанса, да се етаблират, да застанат на нозе и да може да покажат што знаат на македонската политичка сцена. Во овие изминати 30 години сме издржале, сме стимулирале, фаворизирале или сме помагале милион партии, хајде да им дајме некоја шанса на Левица да покажат што знаат. Меѓутоа тие упорно избегнуваат да разговарат, упорно избегнуваат да се појавуваат во емисии, одат на емисии или кога се блиски до ВМРО ДПМН на емисии или на телевизија под контрола на ВМРО ДПМН, кога се блиски со СДСМ на емисии или на телевизија која се под контрола на СДСМ. И како што вели Владимир Куновски, прашањето кај Левица е кој го има далечинското во раце. Дали го има СДСМ, дали го има ВМРО ДПМН. Во зависност од еден временски период, во зависност од одреден тајминг, понекогаш далечинското е во раце на ВМРО ДПМН, понекогаш далечинското е во раце на СДСМ. И тука има елементи на олигархијата, кој секогаш кога ќе види таков политички субјект, така почнува да го буста, да го билдате Лјупчо Ѓоргиевски тамо некаде пред 30 години. Пред 30 години седнува македонската олигархија и прави стратегија како да се однесува во рамки на плурализмот кој тога се развива. Тамо е Данчо Шузурков, тамо е целата екипа и тамо е тогашниот генерален директор на Преспатекс. И става на збор како тие да се постават во однос на македонскиот плурализам. Директорот на Преспатекс стана и вели, ако има столче кој се подпира на една ногарка, тоа може да падне. Ако се подпира на 2 ногарки, тогаш може и да падне, а и не мора да падне. Но ако се подпира на 3 ногарки, тогаш ќе биде стабилно и сигурно нема да падне. И таа стратегија, и таа доктрина на македонската олигархија, која прават пред 30 години, дека столчето да биде стабилно, мора да биде подпрено на 3 ногарки, трае и денес. Ја помагат СДСМ, ја помагат ВМРО ДПМН, наизменично тие 2 партии се менуваат на власт и секогаш кога ќе се појави трет политички субјект кој може да биде јазиче на вагата во корис на ВМРО ДПМН или на штета на ВМРО ДПМН, во корис на СДСМ или на штета на СДСМ, македонската олигархија ги помага тие политички субјекти. Дали е тоа случајот со Левица, ќе видиме, ќе покаже времето, почитувани гледачи. Многу пари беа ставени тамо. Дел од тие пари беа заглавени во банката на Трифун Костовски. Станува збор за многу шпекулации. Самото учество на Димитар Апасиев во работењето на специјалното јавно обвинителство, обвинувањето дека учествувал на предметот Империја. Предметот Империја е всушност предмет каде што на послужавник пред македонската јавност, пред македонското судство, македонското обвинителство, органите на прогонот во Република Македонија се става главата на македонската олигархија, фрла многу светлина или фрла малце поинаква светлина од таа светлина или таа слика која Левица Димитар Апасиев сака да ја презентираат во македонската јавност. И ние за тоа ќе разговараме во емисијата со Владимир Куновски. Останете со нас, погледнете интервјуто, како што ви реков, нема да зажалите. Владимир Куновски, ви бевте дел од Шарена револуција.
Да. За македонската јавност или за еден дел на македонската јавност сте познат како човекот кој палеше канцеларијата на Ѓорги Иванов. Па точно влегов во канцеларијата, Народната канцеларија. Народна канцеларија на Ѓорги Иванов. Меѓутоа, како што кажав и во сослушувањето во полициска станица Пролече, дека влегов таму кога се искрши се и кога имаше инструирани ликови со маски на лицето, дека сакаа да го горат, да ја гора таа канцеларија. Влегов, извадив дел од мебелот и тој се изгоре, наместо се изгоре внатре, се изгоре надвор. Добро, Кунуска, генерално. Значи, тоа е 2016 година. Да. Тоа се големи. Април. Да, тоа се април, тоа се големи протести кои следуваат после аболицијата на Точно, Ѓорги. вториот ден беше тоа. Тоа е значи вториот ден после аболицијата. Да. Вие треба, ако бевте осуден, да лежите 5 години затвор. Максимално е таа Максимално. казна. Така, за учество Тој председател на држава мора максимално да бидете осудени. Тоа е Народна канцеларија, значи нема врска со... Значи не е тоа резиденцијата горе, не е тука Народна канцеларија која што е на рекорд, значи на центарот на Скопје, така, до фонтаната. И тоа беше мислам околу 7:30-8 часот навечер, немаше таму луѓе. Значи беа Никој не ја чуваше. Никој не ја чуваше. Дел од полицијата беше пред собрание, дел беше пред влада и тоа беше некаде на половина кога се префрла. Како Александар Македонски им ги раздвојувате структурите војнички, со лево и десно крило ги залажувате и ви у центарот, у канцеларијата на Ѓорги Иванов. Не, јас случајно се затегнав таму. Сите вие случајно се затегнавте. Да, идевме кон владата тогаш и потоа дојде, значи поголема тепачка да кажеме, имаше пред 10 на 15 минути после со специјалците, значи беа таму, мислам дека двајца се сега од командирите на тие специјалци беа против нив беа фрлани камења, столови, така нето. Вреди 5 години за Ѓорги Иванов да лежите у затвор. Значи прво за Ѓорги Иванов 5 години. Не вреди за никој, ама за Ѓорги Иванов 5 години значи, да лежите. Таму за да лежите значи дојгам од приватен сектор, работам за себе 23 години во семејни фирми. Јас знам дека сметката ќе дојде па на буџетот да плати. Значи имаше можност од поголема штета да се направи, посебно за луѓето што живеат горе. Вие сте дел на шарена револуција. Така. Значи тоа се големите протести на шарена револуција. Вие сте дел на левица. Точно. Основач сум на левица. Значи основач на левица. И вие значи влегувате вториот ден после аболицијата во Народната канцеларија на Ѓорги Иванов. Добро. Како што сами одвелите, таму имало маскирани луѓе. Така. Тие маскирани луѓе бе дел на левица? Не. Значи тие имаше други членови на левица што ги знам. Јас и Здравко влеговме единствено. Здравко Саевски. Здравко Саевски, да. И заедно сме оне прво обвинет, јас сум второ обвинет. Значи вие сте второ обвинет за за учество во толпа што ќе изврши кривично дело. Дел. Официјална така е назива, да. Бидејќи секогаш кога ќе се речи или кога ќе се каже 27 април, нели влегов во македонскиот парламент, тогаш има контраодговор да тие ја палеа канцеларијата на председателот Ѓорги Иванов. Значи, исто е како што е влезот во собранието, нели? Така. Институции на власта, така е палена и Народната канцеларија. Значи секогаш прават знак на еднаквост и вас ве сметат како пандан на тие што упадна во македонскиот парламент на 20. Точно, таму има структури на 27 април, овде има условно кажано дечишта кои кршат прозори и врати. Па вие не сте дечишта, вие од приватен сектор дека сте дошле. Ред, значи мојата намера беше сосема друга, да превенирам општа опасност. Значи тоа го направив, надвор се палеа, се палеше мебел. Тие што се со маски, со капулјачи, со фантомки, така имају парламентот на 27. Добро. Тие што се влезени во Народната канцеларија, знаете кои се? Не знам кои беа. Значи тие беа во судскиот процес се знаеше? Не, значи имаше таму донесено неколку 2,5 часа видеоматеријал од различни портали и имаше од полициските структури, кај што тие полициски структури имаа снимано во патиките. Значи тие беа тотално неспремни. Тоа е строгиот центар на Скопје. Да. Значи некаде на 20 метри десно или лево, зависи од која страна гледате Министерството за правда. Да. Веднаш позади е седиштето на ВМРО ДПМН. Точно. Поранешен Технометал Варда, тука се делови на зграда, Министерство за финансии, значи тука има мноштво на камери. Така. Значи строг центар на Скопје. Не може тие безбедносни камери да не го снимат настанот. Значи... Има банка во близината, значи така да тоа е све обезбедено. Обвинителство беше тотално неспремно за овој
Неспремно или не сакаше да биде спремно? Значи најбитната работа беше притворот. Значи прво не беше за колку дена во притвор? 50 дена во домашен притвор. Вие бевте домашен притвор? За влакно го избегнавме домашниот притвор. Како за влакно? Затоа што имаше 5 часа испитување во Да останете во притвор, така? Да, значи 5 часа траеше процедурата во кај истражен. Значи вие како Драги Рачковски, Катица Јанева и Сашо Мелков во домашен притвор се пуштени. Да. Или како Цеца, може со меѓутоа падна со наногица. Меѓутоа 2 ослободителни пресуди добивме, чекам сега за некое време треба и на апелација да излезе. Значи заедно со Здравко Саевски сте судени. Да. За учество во толпа и што ќе изврши кривично дело. Кривичното дело е палење на канцеларија. Така, штета на државен имот. Државен имот, односно напад на државна институција. Што се случува? Кој ве организира и кој ви дава задача да влезете во таа? Никој нема, значи таму структурите на левица, односно партиските членови на левица, воопшто во тој момент нема бевме против аболицијата на нормално, како и секој нормален граѓанин предпоставува. Снимки кои се гледат, господин Конуски, тоа изгледа доста жестоко, доста агресивно, доста грубо. Значи, десетина луѓе гаѓаа со камења или некои други објекти. Камења ги враќаа и столиците на кршеа стакло, влегуваа. Значи, влегуваа се извадија некои работи. Тома е лаптоп, тие ги има, значи го има човекот со лаптопот, има и други кои што фрлаат према полиција. Имаше таму слика на Ѓорги Иванов. Која ја запали, да, Здравко Саевски ја запали, тоа беше политичка... Значи Здравко Саевски ја пали сликата на Ѓорги Иванов. Да, така, да. На таткото на нацијата. Значи ја пали сликата на таткото на нацијата. Тоа е политичка порака, дека има направено некое недало како пред татко на нацијата, меѓутоа дали Ѓорги Иванов некој го судеше за тоа? Не. Значи за дадената опозиција. Бидејќи тоа е дел на левица. Таму е Здравко Саевски, поранешниот лидер на левица. Така, неформален, значи во тоа време имаше и во првиот статус на левица. Ќе објаснем бидејќи затоа носат документи тука, тоа е околу тие судски спори шеговите. Значи во тој време вие сте како што велите еден од основачи на левица. Така и член. А овој лидерот на левица сега, Димитар Апасиев, беше на тие протести таму? Он мислам дека еднаш или два пати дали има дојдено на протести и во тоа време многу слабо го познава Скопје, како што знаме од другиве, дека не знае кај е партизанска, каде и му покажуваат други членови. Тој значи по грешка место пред канцеларија на Ѓорги Иванов можел да протестира пред ВМРО или пред СДС, ма зависи од временски период со кого е поблизок, така? Така. Значи во тоа време беше еден од да кажеме членовите на президиум. Во тој момент, значи како што велите во тие колку се 30 на 40 дена колку што шарена револуција или 2 месеци 60 дена. Значи во тие 60 дена колку што трае шарена револуција Димитар Апасиев само еднаш или два пати? Не знам, јас бев 50 дена бев во притвор. Значи на тие настани додека бев јас еднаш дали го видов на протестите. Еднаш или два пати. Сега тие беа, мислам дека повеќе од 60 дена беа. Знам дека слабо се истакнува. Кога упаѓате во канцеларијата на Ѓорги Иванов не е присутен Димитар Апасиев? Не. Некој може му кажал да не доаѓа, бидејќи значи му рекол седи дома. Опасно ќе биде. Ќе има одредени настани. Така. Значи со фантом ќе ви се појават и во палење на канцеларијата на Ѓорги Иванов, во фантом ќе појават и во упадот во парламентот на 27. И не знаеме ни во едниот ни во другиот случај кој се. Така. Ги знаеме, мамо, има дел од камерите, има дел од снимките се гледаат и тие што кршат, кои што дел од нив не се ни пријавени, има и дел што напаѓаат полицајци, да, официјално, тие не се во судските процеси. Господине Конуски, значи основно беше да се покаже дека шарена револуција е насилна. Така. Генерално. Дури и аболицијата на Ѓорги Иванов, јас сметам дека е многу поопсежна операција. Поопсежна операција која што тој ја нема договарано само со Никола Груевски или ја нема само со Никола Груевски, тука е многу поширен како комплот и така натаму. И при тоа таа шарена револуција тогаш е во зародиш. Така. Предходно се бомбите и така натаму, доаѓа до аболиција на луѓе кои се фатени со бомбите, дури дел од нив не ни знаат, не дали согласност и така натаму. Ѓорги Иванов, како вели, ги знаел кој се, ја знаел суштината и содржината на бомбите, врз база на тоа го има направено тој список. И ви излагате на протест. Протестирате. Бидејќи не може да се спречи таа народна енергија или незадоволство,
тогаш треба да се контаминира. Најлесно се контаминира ако му дадете насилен карактер на тие протести. Точно, тоа беше и направено. Едните го прават со канцеларијата на Ѓорги Иванов, вторите го прават со настаните со 27-ми. Така. Во овој случај не знам кој е идеологот на целата операција, во овој другиот случај веројатно идеологот тој што вели Назаев мора да бидеш штепан за да дојдеш на власт. Тоа е логиката на целата. Но има фантомки во едниот и во другиот случај. Што секој нормален човек го носи до анализа дека чиме некој со фантомки, тоа е таму пратено. Дека е пратено од полицијата или структурите на власт и така натаму и така натаму. Тоа е точно. Што вие мислите? Точно, значи тоа е дека има инструирани луѓе, провокатори кои што го ја направија белјата и требаше да биде уште поголема таа белја. Што требаше? Верувам, па требаше да се запали канцеларијата. Таа е колку што бидејќи имам искуство во градежен сектор, знам дека таму се трски. Значи во трски. Да, во поткрови, не во поткрови, во таванот. Таваницата. И ако почне да гори мебелот, значи тие многу брзо ќе се расшири прозорот, ќе се пожарот. И тогаш ќе беше уште поголема белја. Гори Скопје, хулиганите го запалија Скопје. Тоа ќе бе насловите. Верувам дека со мојата постапка барем го спречив до некаде, бидејќи надвор извадив 4 или 5 столици, надвор беа истите запалени. Значи некој намерно тие таму да ја запали канцеларијата, бидејќи над канцеларијата веќе се деловни или се стамбени објекти. Не, стамбени, значи таму се претпоставам дека се постари луѓе кои што живеат. Таму дека тие ќе беше поголема белја на станато и токму од тие причини влегов на крај кога беше се искршено, ниту имам фрлено ниту еден камен, ниту боја во целата шарена. Дел на структурите на Иванов, значи дел на структурите на Иванов се обвинува меѓу редови. Значи се обвинува меѓу редови, не е покренато обвинување, нема интервенирање јавно обвинителство. Се обвинува меѓу редови и за диво населје, и за 27-ми. И ако се обвинуваат за диво населје за 27-ми, па дури за Смилковско езеро, дел од структурите на Иванов, значи, но нема обвинување, значи не можеме да говориме за конкретни акти, дејства и така натаму и така натаму. Нели ви личи исти ракопис? Нели е исти ракописот? Секаде е истиот ракопис, само што се уште не може да стигнеме до тој што е главниот нарачател. Идеологот. Идеологот и извршителите се секогаш мали пиони, како и секогаш. И одеднаш таа екипа на Ѓорги Иванов станува главен спонзор на Димитар Апасиев. Да, тоа се гледа бидејќи успехот негов во Левица, зборам за оваа последната фаза на последната откровение, така да го кажеме, каде што он сам, значи за да расчистува со сите претходно, секој успех, пошто и да работиш во бизнис, во политика, во спорт, мора тимски успех. Значи мора да имаш тим. Он нема тим за да има толкав успех. Значи позади него на кој малку и да знае, да се разбере политика и логика малце да следи, дека позади него стои некоја структура за да има таков успех. Значи ова структура на Ѓорги Иванов во еден временски период, тоа е таа завиша филм групација која си ја нарекувам, завиша филм не заради тоа, туку за да дадеме дека имат блиски релации со Белград, дека имат блиски релации со одредени структури, со војното француско разузнавање во Република Македонија и тогаш и сега, тие во еден временски период го бустират на социјалните мрежи Димитар Апасиев. Тој расте потесно, 2019, 2020, сега глумат или имат реален конфликт, не знам, но го бустират во еден временски период и тој расте. Според мој сознание, веќе условно неговиот духовен татко, тоа е конкретно мој сознание, значи лични непотврдени, е Синиша Алексовски, значи негов духовен татко. Да, значи он го е креатор во целава таа приказна 19 и 20 и дека од тогаш се расчистени последно време дека веќе не се во односи добри, значи можеме да кажеме изгубено е далинското, не фаќа од шутка далинското. И сега он е пуштен сам да се бори за својата, значи сега тера сам агендата. Местото под сонцето. Да, но од друга страна гледам дека има помош, односно со несторување има помош и од актуелната власт, бидејќи таа го користи за своји потреби, бидејќи зема гласови од ВМРО. Добро, Куновски. Далинското е во шутка и не фаќа. Не фаќа, да. Кај кого било Далинското доека фаќало? Па поред мои согледувања, значи дали е тоа кај некоја структура која што сега во притвор, големиот бос на ВМРО да помене, кој што е сега во притвор, Сашо Мијалков, можеби е тој, можеби да е финансиран дел од неговите активности од Орце Камчев, не би знал тоа да кажам.
Значи мислите дека Далинското било во раците на еден од нив двајца. на еден од нив двајца. Да. И дека тие со помош на тоа Далинско управувале со Димитар Пасиев. Так. Индиректно, он мисли дека е нешто голем, меѓутоа голема фаца, голем играч. Не гледа дека е пион во една голема игра. Која зад кулисите се одвива, он туѓата агенда ја работи. Вие сте дел на Левица, значи. Точно. Основач. И тој е сега прв човек на Левица. И вие двајца сте судени колку 3 или 4 години судскиот процес ви трае. Па е пета година. Полно 5 и кусур години веќе тече. И вели туште на апелација да помине и завршува судскиот процес. Два пати добивме ослободителна пресуда од основниот суд, сега апелација треба во јули да. Здравко Саевски, поранешниот лидер, нели неформален на Левица, прво обвинет, јас сум второ. Вие сте второ обвинет. Единствено Димитар Пасиев успева во СЈО да биде советник. А СЈО всушност е нешто за кое вие се борите. Нема правда, нема мир. Така. Тоа беше главната парола на протестите. И е случајот империја, кај што всушност треба да биде судена олигархијата во Република Македонија. А вие сте формирани за да ги браните интересите на луѓето кои се експлоатирани и искористени олигархи. Еве, јас не се разбирам многу политика, може ли да ми објасните која е логиката некој да биде во случај империја, кој никако не треба да заврши и не завршува, затоа е срушено специјалното јавно обвинителство, нели афера рекет и така натаму. А вие сте формирани како партија која треба да ги брани луѓето кои се експлоатирани, искрадени, ограбени од страна на таа олигархија. Тоа е македонскиот парадокс. Значи, играчите се позади сцената, народот не сваќа што се случува, значи му се продаваат лажни меси и сите се фаќаат за таа приказна дека некој ќе не спаси. А оваа држава на дно, според моје мислење, донесоа правници и професори, а пред се професори од правен. И тоа од правен факултет. Од правен факултет, да. Значи, а тоа е дете на правен факултет. Па таму се сите, значи, да тргнеме од овие уставо пишувачите, па да завршиме со суди и обвинители, сите се тие изникнати од таа зграда, од правен факултет Скопје. И поради тоа и главната парола се уште нема правда, нема мир. Значи се уште нема правда, биде највеќе ради и тие се држат. И тие се држат. Е тука носите една папка. Да. Што е таа папка? Па тоа е судските процеси кои ги имаме внатре во Левица за докажување на фалсификатот, кој што е врз основа на кој Димитар Пасиев е председател во моментов на Левица. Да. Значи, да објасниме на нашите гледачи. Левица е формирана од 3 или 4 структури. Така. Значи, едната структура е Ленка, на која што припаѓа, тоа е левичарска организација Ленка, другата е Солидарност, друга невладина организација. Третиот, условно кажано, струја е старата комунистичка партија, каде што е Тодор Пеливанов председател, покојни Тодор Пеливанов, исто професор на правниот факултет. И четвртата е дел од синдикалните, независни синдикални структури. Првенствено од железница на македонски железници. Така, на македонски железници. И тука е четвртата, односно петата, условно кај што има поединци кои што се приклучуваат на идејата. Јас лично влегов во Левица поради Здравко Саевски, бидејќи знам дека беше честен. Значи вие формирате Левица. Тоа е 4 или 5 структури. Така. Тоа е кој временски период? Тоа е декември 2015-та, официјално формирана е 6 февруари 2016. Значи, почна декември и завршува 6 февруари 2016 година. Значи, некаде 10 месеци пред изборите на 11 декември и 2 или 3 месеци пред овие настани на палење на канцеларијата на Георги Иванов. Така. И сега 3 структури се карат и се судат во Левица. И на луѓето не е јасно кој ја формирал, кој не ја формирал, кој со кого бил и кој против кого се кара и како Димитар Пасиев излегува како победник во конфликтот со сите структури, а самиот нема структура, велите мора да стојат служби зад него за да биде компензирано тоа немање на структура. А ве поразува сите, како е поразува сите? Кој го има печатот, има се. Значи тоа е македонското судство, најбитно е печатот. Значи формално правно да биде. Што значи печатот на партијата? Печатот на партијата, да, иако прв пат штембилот
на партијата се користи, нема, значи од цела 2016 само има неколку документи кои што се продуцирани, еден или два со печат, сите записници се без печат, нема архива никаква. Во Левица? Во Левица, значи нема ниту Ни во Левица на ПАСИЕФ? Па не знам сега што се случува, меѓутоа сакам да видам како изгледа членска карта на Левица. Значи во цела 2016 и понатаму нема членски карти. Нема како да го докаже членството на Левица. Тоа, друго, знам дека до 2017-18 немаше ни финансиски извештај за плаќањето на чланарината, кој е платил, кој не платил и така натаму. Куновски. Конфликтот во Левица почнува кога има пари. Да, значи конфликтот првиот конфликт што не го знае јавноста е веќе во пред изборите 2016. Тука почнува конфликтот. Првиот конфликт и последниот легитимен централен комитет е октомври 2016. И тука на тој централен комитет има 3 нервни испада од сегашниот председател Димитар Апасиев. И тогаш му заврши политичката кариера на Димитар Апасиев. Секој присутен во таа просторија, освен Здравко Савевски и една екипа околу него, кои што го оживеа. Значи тогаш требаше да му престане кариерата. Што тоа значи? Имаше 3 нервни, не ме разбрало до значи, испади или напади? Испади имаше што подразбирате по 3 нервни испади? Тогаш беше предпоставен под голем притисок на својата позиција во СЈО. Значи секој има точка на вриење. Тој е веќе советник во специјалната евно великост. И требаше да донесеме одлуката дали ќе излеземе на избори под бреда и со кого ќе излеземе на избори, дали сами или со СДСМ, бидејќи тогаш бевме сите против ВМРО ДПМН. Значи тогаш беше варијанта дали со СДСМ или самостојно. Меѓутоа не се понуди, значи немавте никакви шанси да излеземе, но не се понуди ни ето една опција да немавме сондажа на јавно мислење. Значи одлуките се прават врз основа на некако. Што се случува на тој централен? На тој има 3 нервни испада. Во Континентал се одлучува 50 на луѓе. Значи веќе пари имате Континентал, можете да. Не, тоа беше за релативно ефтина цена, добро. Да. Најдено тогаш имаше 3 испада. Што подразбирате под испад? Значи малце да се посмееме, го нудеше својот полов орган за дегустација. На кого? На сите присутни. Јас излегов, значи се изнервирав. Толку голем полов орган да може сите да го дегустират. Значи, тоа прашете го него. Тоа се случи. На третиот испад некаде беше околу 8 часот, бев на пауза. Ко Лјупчо Гергиевски. Значи поезијата на Лјупчо Гергиевски од млади денови. Така, баш така, и го најдов заплеткан во чаршафи од маса, значи тогаш еден од други постарите членови тргна да го тепа. Како го заплета? Некој го заплета во чаршафи во маса? Имало буткање така и он излезе од под маса, значи заплеткан. Ради тоа викам. Значи ќотек изеда? За малку. Да, можеби требаше да го остават да изеде ќотек и да заврши неговата политичка кариера заврши тогаш. Значи тој влегол во конфликт со кого? Значи, со таа структура на комунистичка партија, меѓутоа тоа беше конфликт со здравиот разум. Или ќе разговараме на здрав разум, значи и колку и да имаме спротивставени мислења, треба да се договориме за нешто. Меѓутоа, викање, дерење, навредување, за некоја работа треба тоа никој не го почитува. И вие сметате дека тука завршува неговата кариера? Да, бидејќи се виде дека не е тактичен, прво не трпи притисок, значи пука под притисок. Пука под притисок и ги навредува луѓето со кои што треба да соработува. И тоа ги навредува тие што се исти со него, а тие што се под него, кој знае што ќе им прави, со камши ќе ги тепа. И тука Здравко Саевски го спасува. Како викаат, карма is a bitch, потоа истото му се враќа на Здравко Саевски и екипата. Зошто? Како го спасува? Значи, мнозинството во органите во Левица тогаш се наоѓаат на помлади членови, кои што се блиски и до Апасиев и до Здравко Саевски. Врз основа на печат на нивната моќ, не бркаат преку дисциплинска комисија. Значи, вас ве елиминираат? Да, не елиминираат. Тие што го виткавте у чаршаф и што го ролувавте како ролован увијач, значи, вас ве бркат од партија. Така, сите со печат и подпис, значи се легитимно правнички.
така да кажеме, иако може да те разнесе, па добро, значи Тој е правник. Да, не е правник. правник, туку е правничиште. Број 1 во Македонија. Толку закани има дека на уставен суд, како вика К, Да, курење ќе ви ги ќе ви срушиме, падне, ќе ви падне и падне законот, ќе ви така. падне уставот. Не видовме дека нешто падна, може да падне некоја сјалица на уставен суд, некоја столче и така натаму, но не видовме дека некој закон од него има паднато на Нема ништо. на уставен суд. Но првата и после тој конфликт ние ги читаме статутот и гледаме дека за да излеземе на избори не може Централен комитет да реши, туку треба да реши пленум или конгрес кај другите партии. Сега не обидува исто било тоа и Централен комитет и пленум. Значи во неговото правничко гледање и толкување, он така си го толкува, тогаш така не го толкуваше. Значи вие зашто го тужите сега? Зашто ја тужите? Зашто значи, водите судски? Што гледаме тука едно документи. Па едно 150 страни има документи, има три, генерално ние водиме три процеси. Зашто? Првиот процес е за нелегитимноста во рамките на органите на партијата. Нашето Вашето разрешување. Разрешување на сите, не сум јас член на Централен комитет официјално, меѓутоа разрешувањето и како членови и како членови на Централен комитет. Значи може да те разреши само орган кој те е донел, кој те е изгласал за решение. Значи тоа е пленумот. Основачкото собрание е пленум. Што е второто? Тука и бидејќи целосна дезорганизација. Значи ние свикуваме водреден пленум кој што судот ни го одбива, иако на тој пленум викнавме и нотар за да не официјално да не легитимира бидејќи никој од нас немаше членска книжка. Значи вие сте комери од коалицијата. Па добро. Или како беса? Што е? Значи па може би нешто како беса. Мешавина на мери од коалицијата и ние бевме пред нив. Значи ние бевме пред нив. Значи они не следат нас. Сега ние сме авангарда во таа приказна. За жал судот не ни го уважува. Не ни го уважува. Значи ви имате три точки околу кои се судите со денешна левица. Така, се судевме тогаш, тоа е 2017 година. Судот ни го одбива, меѓутоа еве тука ги имам доказот. Добро, ајде, значи да не влеземе во некои правни работи. Значи доказот, главниот доказ е дека таа одлука врз која што ни го одбива нашиот упис на новото раководство на левица е оваа одлука која што се гледа дека таа одлука дека секој член ова е одлуката која вие спорите? Да, оваа одлука е непостојачка, значи ова одлука за избор на пленумот на левица. Да. Со одлука сите основачи на политичката партија Левица се именуваат за членови на пленумот како највисок раководен партиски орган со мандат од 3 години. Што е спорно тука? Здравко Саевски е подпишан тука. Добро, оваа одлука влегува сила со денот на нејзино донесување. Меѓутоа, дали таа одлука има на дневниот ред? Таа е 6 февруари 2016 година. Добро, дали таа одлука има на дневниот ред на основачкото собрание? Добро. Не постои таа. Колку што можам да видам, не, има 8 точки. Така. Ја нема на 8 точки. Еве го, значи таа Добро, истата ја нема во поднесените документи до судот. Так? А судот ја цитира таа одлука. Од каде е таа падната одлука? Од Марс. Добро. Значи, тоа е главната, меѓутоа еве го доказот каде е таа одлука. Само момент. Значи, врз база на оваа одлука, баз ве разрешуваат. Значи, нас судот не ни го уважува вонредниот пленум врз основа на оваа одлука. А оваа одлука е непостојачка. Ја нема ни на основачкото собрание, еве го, ниту е поднесена до судот. Меѓутоа е подпишан Здравко Савевски, потоа копајки по меловите. Вие сакате да направите пленум? Да. Правиме водреден пленум, повикуваме. Имате мнозинственото водреден пленум? Значи, сега имаме, еве ги тук. Значи, сега да го најдеме тоа, значи еве ги имаме општините се дадени, еве го пленумот со нотарски заверени документи. Значи вие свикувате пленум, односно конгрес, еве. Конгрес, така да кажеме. И тој конгрес го одржувате ли? Да, го одржуваме во хотел VIP. Значи го одржуваме со ќе паѓаат приходите, нема приходи во Континентал хотел VIP, добро. Еве ги документите сите, како одржан, значи бидејќи немаме членски карти, никој не може како да те легитимира кој си ти, како си. Значи не легитимира, викаме нотар да не легитимира. За да знаеме кој сме што сме. И на тој конгрес што одлучувате? Значи ги менуваме сите, значи чистка правите. Значи поканети се сите да дојдат. Затоа сте левица вие, комунисти, тамо чистка ако не се направи. Не, значи има покана да дојдат. Добро, и тамо и Здравко Саевски го чистите и нормално затоа што свое прво ги чистат од официјалните канали на комуникација, секој
Како му текнало, кој е администратор на групата ги чисти. Кога ви е тој пленум? Тоа е февруари или 29 јануари 2017 колку што ми пишу. Јануари 2017 година. Значи тоа е после изборите. Така. Уште не е формирана владата на Така. Односно го враќа мандатот Никола Груевски тука некаде крајот на јануари 2017 година. Точно. И сега вашиот пленум не е признат Од судот. од судот. Да. Зошто не е признат од судот? Поради оваа одлука, каде непостоечка одлука, бидејќи вика сите членови сите основачи се членови на пленумот. На конгресот, така е? Значи тоа е 1000 и кусур основи. Толку и ВМРО и СДСМ заедно немаат делегати на конгрес. Сега левица како најголема партија у Македонија, како у Кина партиите Зошто според оваа одлука? Што е оваа одлука? Значи моја претпоставка е дека Димитар Апасиев, бидејќи он го има, он ја води регистрацијата на партијата, го има сгрешено процедурата и му бара судиката дополнителни документи, меѓу кои е и одлука за делегати. И он ја прави, еве го доказот на мејл, добро, кој што нити обвинителство, нити суд сака да го видат. Еве го мејлот во мејлинг групата. Што е тој мејл? Мејлинг групата ја пушта, Димитар Апасиев ги пушта токму овој документ. Добро. Тој токму овој документ го пушта, каде што вика подпиши го Здравко и однеси го на судиката. Значи ова е и донесено е на рака на судиката. Значи ова е плукни залепи. Правниците во Македонија се прават како што им текне. Од кога е ова? Тоа е 10 февруари 2016. Значи тоа е 4 дена после формирањето, после основачкото собрание, однесени се првичните документи. Добро. Записникот еве го тука е, значи тоа е во сабота. Сабота е 6, ова е понеделник 8. Втори. Ова е 2 дена подоцна. Значи им кажало судиката што има сгрешено и така натаму, и овие на рака ги даваат. Судиката ги прима на рака. Значи тоа е прво фалсификат при праењето на партијата. Врз база нова имейл. Како вика во прилог поправените документи кои не ги бара судиката. Заравко испринтите ги утре и подпишете ги и направи копија, значи ова читам што ми давате, од списокот на ЦК со подписи. И не заборавајте да заокружите 540 души од основачите на листата. Дека биле присутни 540 души, а салата во Дарја Џамба собира преку сила 100 луѓе, таму беа отприлика 100 луѓе. Значи направена фалсификат. Фалсификат и еве тука пишува дека присуствувале 540 членови. Значи не присуствувале. Значи не, 100 луѓе присуствуваа. Јас бев таму. Регистрацијата на левица, е фалсификат. Направена врз база на фалсификат. Тоа е еден фалсификат е тука. Прво членовите. Втор фалсификат е одлуката која што не постои. Добро. Значи направена еве се гледа кој ја изготвил, кој ја потпишал. Кога е формирана партијата, таа одлука не постои. Да, значи еве ја нема на дневен ред. Нити во досудот. Значи тоа е вториот фалсификат. Да, вториот. Третиот фалсификат, таму има милион фалсификати колку сакате за бришење на членовите вадење. Значи тоа се калеми и врз база нови фалсификати. Така. И вие и сите тие се исклучени од партијата. Така, тоа збориме за 2017 година. Почетокот. Да. Тоа трае. Вие имате судски спор. Да. Во тој судски спор вие ги губите сите спорови. 3-0 службено. 3-0. Сега на пример. Добро. Како ви текна да водите судски спор со најголемиот правен експерт у Република Македонија? Па да, сигурно постојат структури кои што таму работат за него, на пример. Па еве решението, значи жалбата еве до апелација, судот одлучува летото, значи во 6 месец одлучува 2017 година. Еве жалбата, датумот е 21.6.2017. Да. Одговорот од апелација е 19.7.2017. Значи, за непол месец дена, еве ги тука се документ, одговара апелација. Ја не знам колку за помалку од месец дена одговара, тогаш е промената на власт, некој се јавува брзо, додека мислеле дека ќе се смени власта, побрзо да одговорат во прилог на групацијата на Апасиев. Во тој момент ВМРО ДПМН се уште не е предадена комплетна власт. Да. Значи некој од ВМРО ДПМН им помага на левица. Да, точно. Значи во тој момент тоа може да се заклучи од овие документи. Далечинското е во раците на некој од ВМРО ДПМН за Апасиев и за левица. Така. И врз база
на те одлуки на судот, Тоа си вие сте исчистени. Така, си остануваат Здравко Саевски и Апасиев. и Димитар Апасиев. Точно. Кога легнуваат првите пари, Тогаш настанува конфликтот помеѓу Димитар Апасиев, групацијата на Димитар Апасиев, да кажеме, и Здравко Саевски. По сличен принцип, значи ова е показна вежба беше, значи по истиот принцип е сега, бидејќи Здравко беше човекот на одлука значи него имаше најголема моќ и влијание во левица, тогаш ние не идеме на состаноци во канцеларија и така натаму, не знам што се случува, меѓутоа можам да претпоставувам дека полека го истиснува Здравко Саевски и ја истиснува истава групација, исто со печат и подпис на слична основа ги вади сите, и он има други спорови со него и таму сите службено 3-0 ги имате изгубено. Ги добива Апасиев. И сега во Апасиев се останати само Апасиев од првичната централен комитет, првичниот централен комитет, останати се само Димитар Апасиев и уште 2 члена. Тоа се Сенада Ибраимова и Хактан Реджеп Исмаил. Другите се сите дојдени од 2017-18 па и натаму. Значи чистката направена. Чистка тотална и како што може да гледате, тимска е работата секогаш. Овде доаѓа само еден човек се да прави. Значи и вас и Димитар Апасиев, значи и вас и Здравко Саевски Така, ве елиминира од партијата. И вие сметате дека ужива судска подршка, Па е, дека има и ужива други, удржава и кај обвинителите, не кај само кај обвинителите. судиите, и кај обвинителите ја добива, имаме и дека никој не реагира да ве заштити точно поради тој намерно направен криминал и фалсификат. Да. Сега имаме и кривична против Здравко Саевски, бидејќи потписот е на Здравко Саевски. Обвинителката Лидија Раичевиќ го одбива. Еве го, тука е, тоа е 2019-та. Значи тоа е еве го 14.1.2019 има решение дека го одбива фалсификатот каде што е Познато ми е тоа презиме Лидија Раичевиќ. Нешто беше вклучено во одредени разврски што се правеа во Советот на обвинители, така беше нешто. Па не се сеќавам, не знам точно Да, за тоа, имаше меѓутоа знам дека е сите таму скоро и кај судиите и кај обвинителите да нема некој чист мора да има некој голем Значи и обвинителството стои позади него, да. Стојат позади И него. висше обвинителство ја одбива таа за да значи тоа е против Здравко Саевски, бидејќи они вика според тврдењето, еве може ќе прочитате понатаму, тврдењето е дека потписот не е фалсификат. Па ние не тврдиме дека потписот е фалсификат, ние тврдиме дека одлуката е фалсификат. Потписот е оригинален на Здравко Саевски. И сума сумарум, која е суштината? Со фалсификат Димитар Апасиев доаѓа на чело на левица и ги елиминира сите? Така, и во моментов има буџет од 200.000 евра годишно. Од каде? Од државата, значи од државен буџет. Изборите 2020 и претходно изборите Така. 2016. Значи во моментов има гранапче од 200.000 евра, кај што он го вради, значи 200.000 евра годишно, значи доаѓа колку е тоа, 6-17.000 евра месечно, има фирма АД, значи Левица АД, или Удоел Димитар Апасиев, со која што он наводно ги застапува интересите на Тие пари, дел од тие пари се заробени и пропаѓаат во банката на Трифон Костовски. мислам дека мал дел, нешто 100-200.000 евра пропаѓаат, меѓутоа па нови доаѓаат од буџетот. Значи на нова, Значи на нова течи, сметка, значи си се течи, тече тоа, си капе, значи да, секоја година се има 200.000 евра стигаат на сметката на сите партии, другите партии ВМРО и СДС, само мислам дека околу милион дека да ги. Вие гледам се имате жалено таму и кај министерот за правда. Да, значи имаме Си имате жалено и кај вице-премиерот за борба против корупцијата, колку што може да му Да, Си имате жалено и кај председателот Стево Пендаровски. Да, кај сите документи ги има. За што се жалите всушност? Значи идејата ни беше да ги информираме. Значи се жалите или ги информирате? Преставка имаме, пратено со сите документи, со целиот доказан материјал. Да ги информирате дека за е направен службите, дека е направен фалсификат, меѓутоа дека има голема и организирана поддршка од судии, во судските институции и во обвинител. Сметате дека постои организирана точно структура и групација во судството кој му помога на Димитар Апасиев точно да ги добие сите тие судски спорови против вас. Значи не само и другата струја на Здравко Саевски исто губи неколку процеси и во обвинителство и во судство, дури има и една одлука која прочитав сега пред некој време на Уставен суд. Значи таму губи. Не може секаде да ги добива 3-0.
службено. А тој ја добива 3-0. Секаде службено ги добива. И што е вашата политичка логика, да не навлегуваме нели во судска? Па дека позади стои некој добро организирана структура. На кој им одговара? На постоењето на Димитар Апасиев, можеби тоа е гарнир за да ние подобро ги голтнеме ВМРО и СДС. Само гарнир дека постои демократија во Македонија и тука е за да одигра таа улога. Да, и често например, често и околу ова дивоградбите, и околу некои други законски решенија. Државјанствата, нели предлогот за државјанство и така натаму, Димитар Апасиев е човекот или партијата или политичкиот субјект кој е фронтмен, кој ги води тие процеси. Значи, мислите дека и во време на ВМРО и во време на СДСМ, тоа што ВМРО и СДСМ не сакале или не смеле да го кажат, го кажува Димитар Апасиев. Да, точно. Па така излага во моментов. Тоа е устата, мегафонот, значи на на двете или во одреден временски период на едната, во одреден временски период на другата? Им одговара на двете партии за да кажат некои работи. Претпоставувам дека точно за тие два закона за дивоградбите и за државјанството, он беше излезат звезда во одбрана на правата или на граѓаните со тие два, со блокирање на тие два закона, меѓутоа тоа некој му го шепна, претпоставувам. Гледате, таму е поделена партијата. Имате делови и структури на партијата кои се про-ВМРО настроени или се блиски во ставовите. Тоа е партија која функционира на интернет, која функционира на социјални мрежи. Тие се најголем дел од луѓето што ги гледам се сите околу 30 или помлади. Значи тоа во нормални на времето околу Јосип Брз Тито кога го прави после преземањето на власта во комунистичка партија на Југославија, сите се некаде на возраст под 30 години. Имаат големо искуство лично. Тамо и Едвард Карде, Милован Джилас. Значи имаат тие војна, имаат преживеа. Александар Ранковиќ пред војната тоа. Сите се тие на 23-4 години, 25 години, така значи Димитар Апасиев се подготвува по Јосип Броз Тито со млади луѓе околу него да ја преземи власта во Република Македонија. Така, не верувам дека ќе ја преземе, бидејќи тие луѓе прво немаат животно искуство, немаат работно искуство и се многу само Царенковски, на 29 години стана премиер, Лјупчо Ѓорѓевски стана подпредседател на председателот Керули Горов. Значи, ако роден 1966 на 91, значи на 25 години. Па токму тој синдром на ружно детинство не утепа нас како држава. Значи, кои сите спомнати имаат синдром на ружно детинство, се и ова се гледа дека е ептен ружно детинство во тука, значи начинот на кој што комуницира со своите луѓе. Мислите дека политички партии стојат за ова или стои делови структури на олигархија? Па не би можел да кажам за олигархија, меѓутоа знам дека стојат одредени луѓе, тоа ми е кажано и од блиски мои луѓе од приватно со кои што се дружам, од ВМРО ДПМН, кои што ми спомнале дека Синиша Алексовски е духовниот татко на Димитар Апасиев. Точно за него ми потврдиле луѓе од ВМРО ДПМН. Како ова ќе се разреши? Па не знам, значи велите дека фалсификувате. Во ова држава, све функционира на принципот фалсификат. Во ова држава. И со некаква фабричка грешка. Или се доаѓа на власт, или се доаѓа на чело на партија. Не сега, изминатите 30 години. Врз база на таа фабричка грешка, некоја структура, некоја тајна, невидлива сила, постојано вас може да ве контролира. Мислите дека и во овој случај тој исто сценарио е реализиран? Истото. Значи нема разлика, тоа е повторено многу пати. Ако се побуните, ќе ви направат во судот да ви се обнови постапката, да ви покаже дека со фалсификат. И може би го држат сега во заложник за некои своји, условно кажано, интереси, дали едните или другите. Дека сега се смени, или условно кажано, влијанието, центарот на моќта се смени од ВМРО, па во СДСМ. Претпоставувам дека со несторувањето, значи еве одговор поминати се 2 месеца, одговор некој? Ни одговорија сите институции кои што се огласија за ненадлежни, тоа е министрот за правда се огласува за ненадлежен, кабинетот на Пендаровски исто така за ненадлежни, меѓутоа од кабинетот на премиерот и од кабинетот на како доаѓа вице-премиерот за борба против корупцијата. Од него се уште нема одговор, иако 2 месеци пред значи на 15 април е пуштена до таму представката, а ни одговорија од Совет на јавни обвинители и од Судски совет на Република Македонија дека ќе биде преземен
ќе се разгледаат предметите и доказите. Меѓутоа тоа може да се разгледува за 5 години од сега. Знаеме како стојат у фиока и така натаму. Освен апелација кај што за помалку од 1 месец се потврдува одлуката на судот, на основниот суд. Да. Другите работи траат по 5 месеци. Па може и 5 години да трае, може и 10. И кој е протеже? Зашто велите дел на правното лоби во Република Македонија, на таа зграда на правен факултет. Така. Таму се обвинители, таму произлегуваат обвинители, таму произлегуваат судии, таму произлегуваат професори, пишувачи на закони и така натаму, така натаму. Произлегуваат адвокати. Мислам, Значи од тоа е моите една сознанија, сериозна структура. Така, некој спомнува во уште додека бевме сите заедно во Левица, дека е близок со госпоѓата Ванковска. Не знам тоа дали е точно така. Ванковска не е правен факултет. Добро, не знам, меѓутоа се спомнуваше Шкарич, Светомир Шкарич и колку што знам, соработник на во СЈО е заедно со професорот Гордан Калајџиев. И како што видовте пред некое време, пред година дена извади книга Димитар Апасиев извади со Владо Бучковски. Заедно извадија книга, мислам дека и трети или четврти имаше автор на таа книга. Значи дека целата тајна структура на правен факултет си работи заедно, значи не си работи заедно, туку не работат сите заедно. Но тој не остана на правен факултет. Мораше да дојде на правен факултет во Штип. И сега тоа во времето на ВМРО кај што тоа во времето на ВМРО да помане. Да, кога мораш да бидеш и со членска книжка за да добиеш вработување на чистач. Не, само тој сол загрчува без членска книжка отидо таму. Значи Бидејќи тие се потврдени експерти во областа која така, ве се гледа експерт кој не може да легално да регистрира една партија. Те па 3-0 службено како службено, не. И вас и Здравко Саевски ве наденува, ве тепа службено како Барселона на времето со Гвардиола и со Меси што тепаше се живо и диво. Така, ама тоа кога судијата ти суди 3 пенала и значи со 3 пенала Димитар Апасиев ве сканта, така, судот не признава дека е фалсификат. Па судот не признава материјални докази. И вас ви останува, значи овие документи да ги шетате тука по институции. Така, добро, меѓутоа по некоја емисија која викнат кога мене во емисија. Да ги докажеме. Премиерот не ви одговара. Вице-премиерот за корупција не ви одговара. Тоа треба да се праша. Ви одговарат министерот за правда и председателот, кабинетот на председателот на државата дека се ненадлежни. Така. Судски совет и совет на обвинители викаат дека ќе го разгледа тоа. Ќе биде некогаш. Викате дека ќе биде за 5 години. Од кај да може за 10, не може никој да не биде и ќе биде дека точно дека ќе го потврда дека овој документ е вистински. Иако таму има 100 луѓе кои што знаат дека човекот кој направил 3 како видите психолошки испади и треба да биде завршена политичката кариера. Значи се види тогаш дека не може кажано по улично скопски не држи правец. Значи кога некој не држи правец не може да влезе во во институција, а не пак да биде Бога ми ако направил 3 психолошки испади под притисок не може да издржи. Значи тоа беше во неколку часа. Вие сте сигурни дека треба да го пуштаме овој интервју? Да, секако. Значи треба јавноста да знае, проблемот е со граѓаните, со моите пријатели, значи знаат што се случува и сега ми го бара телефонот од Димитар Апасиев. Еве ви го телефонот на Димитар Апасиев. Да му се приклучат. Па да, или за некоја мака да отидат кај него. Викам таму не се моли у таа црква, меѓутоа кај нас се уште треба некој да излезе на телевизија, некој друг да ти каже ти на својот не му веруваш. Тоа е најголемиот проблем во Македонија. Ти на тие околу не им веруваш, но ќе веруваш на некој друг. Куновски. Да. Значи вие битката со Апасиев ја изгубивте. Тоа. Ама војната не, сега ќе видиме. Што ќе добиете? Што може да добиете? Па битно да го разобличиме. Да го разобличите? Да. Зошто би го разобличиле например? Па затоа што тој е политичар на кој му веруваат младите. Па помалку сега отколку пред пола година. Така. Се помалку го има на ВМРО-ските медиуми или на медиумите под контрола на ВМРО да помане. Го нема многу ни на медиумите под контрола на СДС во последните 3 или 4 месеци. Значи сите калкулираат во моментот. Сите калкулираат што да прават со него. Со него, така. Ве праќа ли вас некој да плюкате намерно по Димитар Апасиев? Не, значи од 2017-та ние со истите докази сме од 2017 институции. Значи звездата во налет во Република Македонија. Да. Човекот кој треба да ги струши сите неправди на уставниот суд. Да сите фалсификати во државата. Вклучително и Преспански договор, кој е антидржавен, антиуставен и така натаму, дојде на чело на левица со фалсификат.
Па и натаму се калемат на тие фалсификати. Фалсификат на фалсификат. Да, и што понатаму, значи тоа е само јасен доказ дека со кого се имаат работи. Значи мора јавноста, како што е мотото на вашата емисија, да знае вистината. Треба да знае, народот треба да знае вистината. Еве вистината, значи ја едно што зборам. Сакате да кажете, човекот кој треба да се бори против фалсификатот во Македонија. Така. Разнебитување самиот инсталиран со фалсификати, Нека не ме сакаат мене луѓето, нека не слушаат ја што зборам, нека ги видат само документите. Еве ги тие документи, на крај ако ги добиеме за брзо одговорите од овие надлежните институции, тие јавно ќе бидат достапни сите. Сите ќе можат да ги видат. Може ќе ги пуштиме на интернет. Еве и можеби вие во емисијата ќе ги ставите да се знае колку до кај се оди со фалсификат. И тоа е онаков детски фалсификат. Значи ова не е некој креација да правиш па многу тешко да те фата, тоа се фаќа на мејл е пуштен, во мејлинг група е пуштен тој документ. И сега судот нас ќе не ви кажува дека нема докази, дека е оригинален е потписот, така не. Ова беше емисијата во Центар, со Васко Ефтов, почитувани гледачи. Имавме 15 минути, мина анализа 15 минути, како увертира на политичката анализа која за 7 или за 10 дена ќе имаме во емисијата во Центар. Имавме интервју во трајање 51 минута со Владимир Куновски. Прво такво телевизиско интервју, има што да каже човекот, знае многу работи, има одредени афери за кои ќе ни користи и ќе снеме мини интервју со него во новата телевизиска сезона, која треба да започне тамо некаде септември, 15-20 септември. Некоја пауза ќе направиме во текот на август, значи ќе имаме интервју едно или две со Владимир Куновски во текот на наредната телевизиска сезона. Ако ви се допадне емисијата, мини анализа плюс телевизиско интервју, ново дружење ви закажувам недела во 22 часот. До недела во 22 часот, пријатно вечер Македонија, каде да си?